Три факти што можеби не ги знаете за чоколадното млеко. Број 1. Опоравување по тренинг. Пиењето чоколадно млеко или протеинско чоколадно млеко по вежбање може да помогне мускулите да се опорават и да ги надополнат електролитите, подобрувајќи го времето на опоравување. Сепак, бидете свесни дека високата содржина на шеќер во чоколадното млеко може да ги попречи напорите за губење на тежината. Број 2. Нездрави чоколадни млека. Некои чоколадни млека можат да ви помогнат да изгубите тежина. Брендовите имаат прекумерен додаден шеќер. Тие се засладени за да се балансира горчливиот вкус на какаото, но одредени варијанти содржат повисоки нивоа на шеќер. Некои можат дури и да вклучуваат високофруктозен сируп од пченка, кој е поврзан со хронични болести како дијабетес и дебелина. Број 3. Чоколадно млеко и бременост. Млекото е безбедна и богата со хранливи материи опција за време на бременост. Сепак, бремените лица треба да консумираат чоколадно млеко умерено поради додадениот шеќер. Најдобро е да се избере нискомасно и пастеризирано чоколадно млеко, бидејќи непастеризираните производи не се препорачуваат за бремени лица. Чоколадното млеко може да биде добро и лошо за вас, во зависност од тоа што содржи. Иако содржи вредни хранливи материи, најдобро е да се користи на здрав начин. Неговата висока содржина на шеќер значи дека треба да се консумира умерено за да останете здрави. Останете со нас за нашиот следен видео. Медот од манука од Нов Зеланд има 4 скриени здравствени придобивки.